За Универзитетот отворено. Почитувани, вие сте со програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола, а во продолжение уште едно издание на емисијата со Универзитетот отворено. Денеска тука се навраќаме на неколку настани кои беа организирани на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Започнуваме со одржаниот семинар од областа на ветеринарната медицина, кој во саботата се одржа во Битола во организација на ветеринарниот факултет. Повеќе за него од прилогот на магистер Елизабета Ангелеска Танасовска, советник со односи со јавност во ректоратот на УКЛО, кој разговараше и со дел од учесниците на семинарот. Семинар од областа на ветеринарната медицина во организација на ветеринарниот факултет Битола, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и во коорганизација со Ветеринарната комора на Република Северна Македонија на 20 мај 2023 година. Обедини околу 200 учесници, меѓу кои стручњаци од ветеринарната медицина од Македонија и пошироко. На семинарот учествуваше и заменик директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Денис Алити. За оценувањето на критериумите за безбедност на храна и нивно подигање на повисоко ниво во европски и светски рамки од година во година е се поголемо. А тоа е само еден од показателите дека и кај нас и во регионот мора се повеќе да ги подигнуваме стандардите и во областа на ветеринарството како нераскинлив сегмент од земјоделското во производството. Принципот здрави животни, здрави луѓе и за нас како институција заедно со сите вклучни во системот на безбедност на храната континуирано не потсетува на важноста на здравјето на животните. Затоа, како одговорна институција, се радувам што на негово унапредување секојдневно заеднички работиме. Ја зајакнуваме досегашната исклучително голема и високо професионална соработка со сите институции, со науката, бизнисот и невладиниот сектор. Зашто цврсто веруваме дека од нас зависи и здравјето на граѓаните, а тоа сегогаш е во фокусот на вниманието на сите нас. Деканот на ветеринарниот факултет Битола, професор доктор Никола Караболовски, истакна дека големо е значењето од перманентната едукација на ветеринарите, дека е нужен и неопходен освртот кон значајни теми и прашања од ветеринарната медицина. Според него, апсолвирана е вистината дека добар ветеринар е едуциран ветеринар, дека добар ветеринар е образован ветеринар, не само извежбан, туку и образован. Деканот Караболовски посебно потенцира дека ветеринарната медицина е еден вид работна уметност и во таа насока семинарот го помогна најважното – да се научи нешто повеќе за работата, да се збогатат сознанијата за тоа што е важно за поуспешна и попродуктивна едукација на младите генерации ветеринари. Тоа, впрочем, го потенцира и самите студенти. Еве што изјави Ана Талевска, студентка во 5-та година на ветеринарниот факултет Битола. Моите впечатоци се тоа што ние имаме позитивно гледиште кон тоа како треба да целиме. Веќе се приближуваме кон нешто што досега во Битола ова е за прв пат. За нас е доста позитивно како студенти, бидејќи бевме вклучени во целосна организација, во заедно со списоци правење, исто така спремање на просторот, главните наши спонзори, така да ова е нешто ново. Ми сметам дека за нас како студенти е доста позитивно и понатаму во нашата работна пракса, бидејќи имаме запознавање со, да ги наречем, поголемата афила, нели тие сите се над нас нормално. Тоа се професори од другите земји, од други универзитети, исто така и личности на добавувачи. Така да понатаму во нашата работа сметам дека ќе ни биде доста корисно, а и знаењето на сите професори кои ни го пренесуваат нас како студенти. На семинарот од областа на ветеринарната медицина учествуваше и проректорот за наука на УКЛО, професор доктор Горан Илич. Тој потсети дека семинарот представува стручна академска прилика да се прошируваат видиците, да се допираат нови истражувачки хоризонти, да јакне академската поврзаност. Според него, тоа што ветеринарниот факултет Битола е меѓу помладите единици на универзитетот е своевиден поттикнувачки момент и за универзитетот и за вработените на ветеринарниот факултет да се посветат по реализацијата на заложбата,
да се усогласува наставниот процес со другите ветеринарни факултети, да се развива и да се унапредува наставната, научната и стручната дејност. Со слични ставови и деканката на Факултетот за биотехнички науки од Битола, Гордана Димитровска. Присуството на ваков настан кај нашата единица, ветеринарниот факултет во Битола, во суштина значи и една поддршка на активностите кои што тие ги превзедоа во овој момент. Го изнасувам своето задоволство што бев дел од овој настан и со оглед на тоа дека научниот збор е она најважно оружје со кое што можеме ние да се поврземе на теми од областта на ветеринарната медицина. Се надевам дека овој ваков научен собир ја збогатува нашата академска комуникација, што е од голема вредност за ваквата конференција и сум убедена дека со темите и дискусиите кои што би се развиле после ваквите пленарни излагања на излагачите, дека ќе дојде до што подлабоко научно разбирање на проблемот, а исто така ќе има покрај научен и апликативен свој дел. Семинарот по ветеринарна медицина беше место за размена на стручни ставови и место за усвојување нови сознанија и за неодамна дипломираните студенти, меѓу нив и Симона Наумовска. Еве што изјави за Универзитетското радио. Често да се биде од еден ваков универзитетски и факултетски настан, да се биде дел, бидејќи понатаму продолжува нашата соработка и како дипломиран студент заедно со нашите професори и секако чест ми е големо задоволство да ги слушнеме новите достигнувања на нашите професори во полето на науката. Добриот одстив на стручната дебата во организација на ветеринарниот факултет Битола како важен и значаен професионален собир се цени посебно и од професорите на ветеринарниот факултет Битола, меѓу нив и професорот Петар Додовски, кој на семинарот зеде активно учество. Професорот Петар Додовски, вие бевте еден од излагачите, од предавачите на ова интересен, стручен семинар од областта на ветеринарната медицина. Не зборуваме за делот на стручноста, но она што вие како колеги, како една академска комуникација го остварувате во стручниот дел. Не интересира вашето мислење, вашиот став како професор на ветеринарниот факултет Битола за значењето. Како вие ги оценувате потребата на вакви светли собири, една стручна комуникација и потоа можеби развивање на апликативни некои активности? Прво морам да започнам со тоа дека ветеринарен факултет Битола е релативно млада членка на универзитетот и ова е првиот ваков тип на организација, на еден ваков тип на семинар, каде што практично ги собира сите колеги од Македонија, а можеби веќе речем и од пошироко, меѓутоа сепак таргетирани не беа Македонија, и прави една можност не само да ги пренесеме нашите знаења, стручност и така натаму, туку едноставно и дружба. Еве, например, јас можам да кажам дека сега се сретнувам со колеги кои што не сум ги видел долго време, и со така со нашите студенти кои што веќе завршиле па се развиваат во својата професија и така натаму. Така да несомнено е дека ваквата организација, ваквиот семинар представува еден многу убав, позитивен момент кој што пружа една непосредна комуникација, непосредно видување и размена на информации не само од ветеринарната медицина, него едноставно и зближување меѓу луѓето и некој поколоквијален можеби муавет и така натаму. Така да мислам дека ваквите семинари имаат повеќе кратно значење и треба да имаат една традиција, а ние се стремиме кон тоа. Денеска гледаме дека и излагачите, вашите поддржувачи во својство на спонзори, меѓутоа и присутните гости кои на семинарот му даваат еден регионален предзнак, се задоволни од организацијата. Предпоставувам дека за ова една од помладите единици на универзитетот на вистина импонира. Да, секако. Во секој случај јас и затоа и мојата презентација ја почнав така. И на вистина ми е многу големо задоволство, не дека сум јас првиот предавач, него едноставно дека моите колеги се предавачи на еден семинар во организација на нашиот факултет и пак ќе кажам, значи на вистина представува едно големо задоволство кое што се разбира дека ќе мора да продолжи понатака. Ви благодарам дека ги споделивте за Универзитетското радио вашите впечатоци. Ви благодарам и вам и секако и на вашата соработка. Ви благодарам.
Позитивна и висока оценка за семинарот по ветеринарна медицина, во која што се вклучени студентите, изнесе Александар Талевски. Тој е студент во втора година на ветеринарниот факултет Битола. Дали сметате и оценувате дека може да биде корисно во ваша едукација или организирање на некои вакви настани? Се мрежувате со, гледате колку важни компании кои се исто неопходни во целиот тој систем на... Јас сум Александар Талевски од втора година и ова е еден прв настан кој што учествувам вака како дел од факултетот и мојот впечаток е дека е многу добро и успешно да се вклучат студентите активно, може да се запознат како се организира еден ваков настан, како треба да се однесуваат, кои се потребните работи и исто така научат некои нови работи и искуства од компаниите кои што се присутни, како што се спонзори и од менторите кои што ни предложија да присуствуваме тука и во главно многу успешно што може да научиме многу работи како функционираат. Може би и дополнителен квалитет на целиот овој настан е дека има еден регионален признак, не само со предавачи, професори од Македонија. Да, пошто тие ни споделуваат некои искуства што се случуваат во нивните држави, кои што најчесто се малци понапред од нашата и не мотивираат да се движиме понапред како идни доктори, да можеме да се вклучиме во тој нов систем кој што е малце понапред од нас. Благодарам, колега. Стручниот собир од Ветеринарната комора на Република Северна Македонија е акредитиран со 9 бодови. Ти ми правиш шанс да пеам, ми правиш да се смеам, да бидам само по телут. Меѓу толку многу луѓе себе баш те гледам, на седно небо со тебе сум. И за тебе јас и до крај на свет би одел. И за тебе јас и по заборавам на сите кога јас те гледам, во тие очи светот е мој. Казна е да бидам далеку од тебе, мене денот тогаш ми е ноќ. И за тебе јас и до крај на свет би одел. И за тебе јас и по оган би одел. Само ти си тоа што го сакам јас. Ти ме убива со поглед, знај. Она што ми треба си ти.
Се навраќаме и на шестата сесија од проектот Укло неформално учење, со која заврши пролетната серија работилници и обуки за студентите на универзитетот. Проследете ги разговорите што ги водевме со професор доктор Наташа Табаковска, која одржа работилница софтверски алатки MC Project, и професор доктор Јонче Ивановски, која држеше обуката за софтверски алатки SPSS. Професор доктор Наташа Табаковска од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии ја држи работилницата MC Project, нешто што е интересно, предпоставувам, за сите, не само за студентите на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии. Да, ова е алатка која што е наменета за проектните менаџери, но и сите оние кои што на некој начин учествуваат во проекти. Станува збор за алатка на компанијата Microsoft, се појавува некаде 84-та година, меѓутоа се до денес високо котира на листите на алатки за управување со проекти, и тоа мерено врз основа на користењето од страна на клиентите, како и присуството во дигиталниот етер, да речам. Сите овие алатки се користат за да им се олесни работата, па еве кој е начинот на кој што ова алатка токму тоа го прави? Пред се е многу интуитивна, но и самото тоа што е производ на компанијата Microsoft, а сите повеќе или помалце сме користеле некои од алатките на Microsoft, обкружувањето е многу познато на корисниците. Значи тоа е една од, или може би на прв поглед првична придобивка, но придобивките се многу повеќе. Го олеснува целокупниот процес на управување со проекти, тргнувајќи од тоа на дефинирање на задачи, следење на прогресот на проектите, справување со ризици кои што во секој проект секако се појавуваат, и сето тоа на еден автоматизиран начин, а секако може и сам по своја одлука проектниот менаџер да ја превземе улогата, односно сето тоа рачно да го прави со користење само на дел од можностите. И во тој случај, кога рачно проектниот менаџер управува со проектот користејќи оваа алатка, алатката му сигнализира доколку доаѓа до нека ризична ситуација од типот на преклопување на ресурсите или пречекорување на работното време, значи сето она што е значајно за успешно управување, односно завршување на определен проект. Рековте автоматизирање, нешто што во последно време нели се почесто го слушаме и како термин, меѓутоа и нешто што редовно сите го користиме на некој начин во секојдневната работа. Значи ли тоа дека полека отстапуваме место на компјутерите, на она што значи вештачка интелигенција? Да, од една страна, но од друга страна никако не смееме да ја занемариме улогата и влијанието на проектните менаџери, односно на учесниците во проектот. Да, алатките воопшто имаат задача да го олеснат процесот, меѓутоа сепак главната улога останува на човекот. Значи, можеби посебно вештачката интелигенција ќе сугерира определени одлуки или определени прогнози за завршување на некоја задача, но конечната одлука се уште треба да има човекот, бидејќи не се, барем во делот на вештачка интелигенција, која во последниот период сме сведоци дека има еден голем исчекор, сепак треба да сме внимателни со користењето, односно препуштањето на улогите на компјутерите. А од друга пак страна, сето она што значи автоматизирање на процесите, олеснување на работата, треба да биде искористено од страна на човекот. Тоа не значи дека ќе биде човекот заменет, напротив, само ќе му биде олесната работата и ќе биде оставено многу повеќе време за покреативни работи, оние сите работи кои што се повторливи, ќе може да бидат заменети од страна на определените алатки кои што во изобилие во последно време ги има последните години. Да. Ова е нешто што сигурно студентите на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии го следат и во редовната настава, нешто што може да им се најде во текот на студирањето, но пред се по завршувањето на студиите, кога ќе се најдат веќе во реалниот сектор, може би на почеток како приправници во работа на големи IT компании, но и формирање на собствени компании. Оваа алатка не е дел од програмата на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии. Насоката, односно ориентацијата на факултетот е повеќе кон развивање на програмерски вештини,
За жал, бидејќи управувањето со проектите е секако една важна работа која што и ние како секојдневно се среќаваме со различни проекти кои што ги управуваме без да сме свесни дека работиме на некој проект. Дефинитивно на сите, не само на студентите од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии е потребна и корисна алатка. Што ќе им порачате на студентите, но и на сите останати кои што имат потреба од користење на вакви алатки? Сите ние се чувствуваме комотно во нашата зона на комфорот и често пати не прибегнуваме кон нешто што е ново, бидејќи си имаме определена рутина. Некогаш е потребен само мал исчекор, тоа е случај и со запознавањето со оваа алатка, за да ги сватиме предностите, придобивките од нејзиното користење и да сватиме колку ќе ни го олесни целокупниот процес само со мало излегување од нашата зона на комфорт. Рековте дека ова не е нешто што студентите на ФИКТ нели го следат во редовната настава, затоа што се и овие неформални часови, работилници и обуки, па ако не искористиле оваа можност за денешната ваша работилница, може би некоја следна што ќе се организира. Секако добре дојдени се, само доволно е да пројават интерес и за Microsoft Project и за многу други алатки кои што се корисни. Ние сме тука за студентите и ќе излеземе во пресред со различни проекти од типот на неформалното учење. Професор, ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и вас. Da sakam, zaboravi da taguvam, me nauči na ljubov, sa tebe da se raduvam. Život to te ljubov, a ljubov ta je magija, kako rano
И професор доктор Јонче Ивановски од Факултетот за безбедност во Скопје, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а воедно и продекан за настава на факултетот, е дел од учесниците во проектот Упло неформално учење. Нова работилница во овој проект нели се вклучува со тема статистичка програма за обработка на податоци SPSS. Професоре, добар ден, добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ, па да ни кажете нешто повеќе за ова што со студентите го споделувате. Добро ве најдов. Драго ми е прво што сум дел од тимот на професори кои што учествуваат во овој проект и кои што секако ќе споделат своето знаење, своето искуство со студентите, впрочем со студентите кои што се и нашата иднина, не само на универзитетот, туку и впрочем иднината на нашата држава. Како што спомнавте на почетокот, значи денешната одлука со група на студенти кои што се талентирани, надарени и кои што ќе имаме можност заеднички да поразговараме и да ги споделам моите искуствени пред се сознанија поврзани со оваа статистичка алатка, која што впрочем има широка намена во сите општествени науки, како што се социологијата, економијата, медицината, безбедност, спортот и како таква се користи за обработка, систематизирање на резултатите и нивна анализа, како и понатамошна интерпретација и во основа доста помага или пак го овозможува процесот на добивање на екзактни податоци кои што се тесно поврзани со анкетниот прашалник или пак со целта на самото истражување во зависност од тоа што сакаме да постигнеме пред се со примена на тие квантитативни методи и анализи. Во изминатиот период голем број професори кои што исто така беа дел од предавачите на овие работилници и обуки изборуваат токму за тоа како треба да изгледа еден научно-истражувачки труд, подготвен нели од студенти, секако професорите тоа веќе добро го знаат, но и при изработката на дипломските работи, на магистерските трудови, на докторските трудови. И секако важен елемент тука е и она квантитативно, кој што кажувате, истражување и средување на податоците кои што се добиваат при тоа. Како проблем можеби се јавува кај студентите од општествените науки кои што немаат толку допир со статистиката и ова е веројатно алатка која што може многу да им ја олесни работата. Така е, впрочем, понекогаш се е малку некој вид на отпор, бидејќи понекогаш бројките треба да ги квантификуваме во текст и сите оние добиени податоци кои што се прикажуваат или табеларно или пак преку вид на некои графикони, во поснежниот дел на анализата и самата интерпретација, истите треба да се опишат квалитативно и затоа може би во споредба со многу други кои што се природни науки и така натаму и каде што има и многу поголема можност за мерење, на следење на павата, веќе во самите општествени науки повеќе сме во улога да го истражуваме, да го испитуваме ставот на испитаниците, за да врз основа на тоа, на добиените податоци, веќе самите овие статистички пакети, не е само SPSS, тука и статистичкиот програм, статистика, може би само Excel како програма и така натаму, ги даваат тие можности, во основа сите тие представуваат статистички калкулатори кои што го олеснуваат процесот на средување на податоците и во основа е многу битна и претходната подготовка или предзнаење за да можеме ние да го искористиме тоа како благодет и затоа понекогаш самиот статистички пакет кој не нуди убави можности, но во основа мораме да имаме квалитетно предзнаење за да можеме истото тоа да го искористиме како предност. Добро, кој е предзнаење и во колкава мера ни е потребно конкретно еве за користење на оваа алатка? Па вака сега, не би можел сега да кажам колку точно, но впрочем, сите оние, да кажеме, статистички постапки, дескриптивни, може и мултиватни анализи, треба малку временски период да се совлада, да се знае нивното значење, а понатаму ние да си помогнеме преку овие статистички алатки, полесно да ги разбереме истите тие алатки кои што впрочем ги поврзуваме со самото наше предзнаење кое што сме го стекнале од учебниците по статистика. Во основа самите бројки понекогаш можат да бидат и заблуда,
ако не знаеме правилно да ги интерпретираме. Затоа па ја кажам, во еден добар дел се олеснува процесот, но мораме да имаме една добра основа или база која што ќе ни помогне преку статистичкиве постапки кои што се спроведуваат во самите пакети да го добиеме финалниот продукт на тоа како една методолошка постапка која што е тесно поврзана со целиот циклус на истражување. Ова е нешто што секако ќе им биде од корис на студентите, може би во текот на нивното образование, меѓутоа секако може добро да им се најде и понатаму во нивниот професионален развој. Па секако во ова сфера ново време, информатичко време, каде што многу брзо, значи на секојдневна основа се менуваат наставните, ние впрочем сме на некој начин дел од тој процес, буквално значи сме во постојан контакт со нашите, да кажеме, телефони кои што се паметни телефони и таа како информација ние да кажеме многу брзо успеваме да ја восприемаме и затоа да кажеме од голема помош се овие софтверски алатки, бидејќи за да можеме да ги следиме новите трендови, ние мораме, сакале или не сакале, да ја користиме новата технологија, која што впрочем ја имаме и не обкружува околу нас и затоа мислам дека ова е една инвестиција не само во науката, туку впрочем и за нашиот секојдневен начин на комуникација кој што гледаме дека од ден во ден се повеќе и повеќе се менува. Каже во најавата, вие сте исто така и продекан за настава на Факултетот за безбедност во Скопје, единица на УКЛО, па ќе искористам приликата да прашам, Факултетот за безбедност секоја година се покажува и пополнуваат и слободните места уште во првиот уписен рок. Уписите се некаде во август, меѓутоа како промотивни активности вие ги имате и веќе завршено, би рекле, посети на средни училишта, евентуално нели центри од каде што ги влечите вашите студенти. Каква е заинтересираноста, фидбек имате од нив? Па вака факултетот се обидува да биде атрактивен со своите студиски програми, пред се зборувам со квалитетни студиски програми и драго ми е што го препознаваат младите луѓе, особено средношколците. Ние како факултет можеме да се пофалиме дека запишуваме солидна бројка секоја година, нормално дека има и природна селекција и одлив, но впрочем последниве неколку години бројот на запишани студенти е над 200, што ни е драго, но од друга страна нашата проактивност е таква да ние се обидуваме тој како тренд да го задржиме, дури по можност и да го зголемиме, иако сме свесни дека нели се намалува бројот на средношколците, не знам, процесот на иселување и така натаму. Се тоа битни значајни фактори за да на крај самиот средношколец се одлучи да студира на Факултетот за безбедност, а да не одбере некој друг факултет. Исто така имаме многу добра соработка и комуникација со безбедностните институции, пред се со Министерството за внатрешни работи, кои што го препознаваат и го вреднуваат нашиот профил и тоа е, да кажеме, една од основните постулати кои што ние се обидуваме како во моментот, но така и во иднина да го негуваме, бидејќи впрочем самата и екзистенција на факултетите е тесно поврзана со запишувањето на бројот на студентите, иако нели секогаш се стремиме додиме да продуцираме квалитет, но сепак она уписна политика која што ја има и самата држава со самиот конкурс, така да она како проекција која што има и самата држава за бројот на слободните места кои што ги нудиме на нашиот факултет е таква да во моментот нели ние одговориме успешно со барем потполнување во некаде 80 до 90% од слободните места. Еве исто да искористам приликата, ние веќе завршиме со оние промотивни активности по средните училишта. Навистина имаше одличен одзив, одлична заинтересираност како на територија, да кажеме, на градот Скопје, така и во внатрешноста. Мислам дека немаше град каде што не ги посетивме училиштата и навистина мислам дека е тоа добар начин, добар пристап за една промоција на факултетите. Впрочем, иако денеска имаат можност нели младите да се информираат со едно до две кликање, но многу е подобро кога ќе отидете на лице место и самите таму да се презентирате. Да, па и овој разговор е на некој начин и промоција на Факултетот за безбедност во Скопје. Еве на крај уште да ги потсетиме кои се студиските програми кои што им ги нудите. Па вака, на првиот циклус студии имаме 3 студиски програми кои што се активни. Првата и најзначајната, можеби и најстарата студиска програма, тоа е студиската програма по криминалистика.
фактички на основа на оваа студиска програма се произлезени, а пак во зависност од општествените потреби, ние сме во постојана комуникација со безбедносните институции и буквално и секоја понатамошна реакредитација е во меѓусебен договор и потребите кои што произлегуваат од безбедносните институции, ние се обидуваме да ги вметнеме во самите студиски програми. Значи, втората студиска програма е студиската програма по безбедност, таа нели малку е поопшта, и третата студиска програма е студиска програма по криминологија и криминална политика. Така да се обидуваме повеќе сфери од безбедноста да зафатиме, за да оние профилирани студенти буквално си најдат своето идно место во тие институции. За втори, за трет циклус? За втори, трет циклус, значи истиве овие студиски програми кои што ги спомнав, имаат можност, нели, оние студенти кои што ќе дипломираат не само на нашиот факултет, туку и реално многу други сродни факултети, да тоа свое знаење го продлабочат на истите овие студиски програми на вториот циклус, иако тука имаме и специјалистички студии по безбедност, исто така и студиската програма по кризен менеджмент, кои што се едно надополнување на овие три студиски програми кои што нели ги спомнав на првиот циклус, а истите се застапени на вториот циклус, и на третиот циклус имаме една студиска програма, или тоа е по закон да ние како единица или како факултет во рамките на третиот циклус студии имаме можност, нели, да развиваме само една студиска програма. Професор Ивановски, ви благодарам за одвоеното време, ви благодарам за разговорот. Добро здравје посакувам и секако успешна работа. Ви благодарам и на вас, да можноста, нели, гостувам на вашето радио и да поразговараме на вака едни убави теми поврзани со науката и со студентите, и мислам дека тоа така и треба да остане во иднина. Ви благодарам. Како од сон и не знам дали сум буден или пак те сонам, види живот мој за ти да бидеш моја, само моја. Овој живот доби смисла, постојам, ти си награда што морам да ја освојам. Јас сум среќен човек, живот е награди ме, да вечно да ми заспива наградиве. Убава ко икона, јас заљубен ко никогаш, не ми треба никој, ја ми треба само ти. И да бидам постигол, се е толку небитно, срцево е немирно и те бара каде си. Како од сон и не знам дали сум буден или пак те сонам, види живот мој за ти да бидеш моја, само моја. Овој живот доби смисла, постојам, ти си награда што морам да ја освојам. Јас сум среќен човек, живот е награди ме, да вечно да ми заспива наградиве. Убава ко икона, јас заљубен ко никогаш, не ми треба никој, ја ми треба само ти. И да бидам постигол, се е толку небитно, срцево е немирно и те бара каде си. Тука го завршуваме денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛ ФМ Битола.
Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на UKLO FM Битола, магистар Сонја Тантарова-Грујска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Се што имам би ти дал и за секој празник јас тебе би те посакал. И во чуда верувам, штом те видов тебе знам, ти ми не достигаш. Кој те роди толку мила, толку сладка, толку фина, убава. Кажи ми да знам, не ти треба тебе шминка, ти си моја Афродита, убава. Божја креација, камо тебе да те имам, камо тебе, моја најмила, камо тебе да те имам, камо тебе, моја единствена. Толку мила, толку сладка, толку фина, убава. Кажи ми да знам, не си ти за еден викенд, ти си за нам еден месец, знаеш ли? За мене ти си родена, камо тебе да те имам, камо тебе, моја најмила, камо тебе да те имам, камо тебе, моја единствена, камо тебе да те имам, камо тебе, моја најмила, камо тебе да те имам, камо тебе, моја единствена, камо тебе. UKLO FM Битола, мај 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8 UKLO FM Битола. Избери квалитет. Избери традиција. Избери го UKLO. И слушај UKLO FM Битола 90,8 МГц.